Почитуван председателе, на премиерот нема да му се обратам со почитуван, се додека не се извини на мојата колешка Бети за навредата која ја кажа од место во ова собрание. Почитувани колеги пратеници, македонска јавност, денес повторно имаме реконструкција на владата, имаме 4 предлози, меѓутоа ништо не слушнавме од премиерот зошто ги разрешува предходните министри, зошто ги предлага овие сега министри. Во однос на предлозите, јас имам 3 дилеми. Ке прочитам прво, ке го цитирам почитуваниот Таравари. Државата капитулира пред криминалот и корупцијата. Тоа го возможува судството, заробено од владеачките партии и криминализирано до срж. Во Република Македонија повеќе нема правна сигурност и независна правда. Истакна почитуваниот Таравари на 6 декември 2022 година. Па сега се прашувам дали почитуваниот Таравари влегува во оваа влада за да го поддржува криминалот и корупцијата на оваа неспособна влада. Второто прашање и втората дилема која што ја имам во врска со изборот на кандидатите е следна. Трите предлози, како што се Кренар Лога, Фатмир Меджити, Азир Алиу, работеле во владата на ВМРО-ДПМНЕ, за која премиерот кажа дека е криминална, криминални фотели и така натаму. И сега мојата дилема е зошто ги внесува овие 3 министри во владата. Зошто? Затоа што таа влада беше успешна, вие неуспешна, па тие тројца сакате да ви помогнат малце од малце да ви се крени авторитетот на вас како влада. И третата дилема која што ја имам е во врска со министерот Тупанчевски. Вие како влада во 2020 година го достигнавте високото 111 место според индексот на корупција, според релевантни институции како Transparency International. Ако во 2014 во време на режимот сме биле на 62 место, сте успеале во 2020 година да дојдете на 111 место и во јануар 2023 година сте на 85 место. Значи, велат дека има мало подобрување. Сега се прашувам зошто, ако еден министер за правда успеал да постигне некаков успех, вие ја правите промената која што ја правите. Тоа се моите 3 дилеми. Потоа ќе се навратам на експозето. Ќе започнам од енергетската револуција која што сме ја имале во државата. Може би ја имате енергетската еволуција вие од власта, неколку души кои што се занимавате со производство на електрична енергија, меѓутоа јас, колку што знам, Република Македонија, односно ЕЛЕМ, е доведен во загубар. Во 5 најголеми загубари во државата. Колку што знам, крадите струја од европската мрежа. Колку што знам, увезувате струја, увезувате јаглен, увезувате мазут, наместо да го отворите копот живојно, вие увезувате. Меѓутоа, рекетот очигледно ви е поинтересен отколку да произведувате струја. За таква еволуција зборуваме, а кога замина ВМРО на власт, ви остави пари на сметката. И сега вие ги потрошивте и тие пари и ЕЛЕМ го направивте загубар. Таја не знам каква енергетска еволуција е. Понатаму, во однос на здравството, Европската комисија ве оценува со оценка 0. Вашата проевропска влада. Тоа значи ништо не сте направиле за здравството, а и времето покажа. Ги гледаме како белите мантили протестираат за својата плата, нели беа хероите. Каде е сега платата за нашите херои?
Немате лекови за цистична фиброза за пациентите со малигни заболувања. По 20 пораки добивам во денот дека немаат пациентите инсулин. Ме прашуваат што да правам, доктор, ке ми го нема инсулинот. Затоа добивате нули од Европската комисија. Вие проевропските, вака европјаните не работат. Така работи вашата влада, а не европјаните. Во однос на платата, минималната плата од 18.000 денари, фамозната, која што пак ќе кажам, не знаат граѓаните како да ја потрошат, Блумберг покажа дека со тие пари не можат да ги купат истите производи кои што ги купувале пред една година. Ќе сте започнале со изградбата на коридор 8 и коридор 10. Значи, зедовте кредит, сега ќе видам колку, парите ги потроши, $300 милиони за пругата кон Бугарија. 300 милиони, парите ги нема, а и пругата ја нема. Сега пред минатиот ден прочитав нешто дека замислете во 6 години сте успеале еден вагон да го поправите. Само еден вагон, ништо друго. Што ќе беше ако го поправевте со време, колку изгуби железницата со тоа што вие ништо не работите. Ја задолживте државата 7,7 милиарди евра. Потрошивте повеќе од 20 милиарди евра. Каде е автопатот Битола-Прилеп? Каде е магистралниот пат Битола-Меджитлија? Ми беше тука кажано дека почнале структурни градежни активности. И отидов да видам, ама ништо нема направено. Са или јас не гледам, или вие лажите. Патот Битола-Меджитлија. Катастрофа. За друго да не зборувам за никакви инвестиции. И кажавте за тир зоните. Па тир зоните треба доблесно и од ваша страна да кажете дека тир зоните странските инвеститори ги донесе ВМРО ДПМН. Доблесно е да кажете и да признаете, не одместо дојдете тука и кажете ми. Јас ќе ви прочитам. Джонсон Метју, Кромберг и Шуберт, Маркарт Велес, Анфено Технолоджи Кочани, Дрексмаер Кавадарци, Гентер Прилеп, знаете колку се? Колку луѓе работат таму? Доблесно е да признаете дека овие тир зони, овие странски инвестиции ги донесе ВМРО ДПМН. И вие сега ги берите плодовите од работата на таа претходна влада. Затоа што оценката на Европската Унија беше 2,6, а сега е 1,5. Толку работите вие. Овие се факти, овие се бројки. Јас не лажам, ги наоѓам по интернет, релевантни институции ги објавуваат тие. Јас не ги кажувам тие бројки. Довербата во судството 3%, вие знаете? Вие сте, не знам како да ве наречам, може би неспособни, може би криминални, меѓутоа, очигледно сте дојдени за лично богатење и свесно уништување на институциите на Република Македонија. Дојдени сте со некоја агенда, не знам каква, меѓутоа, не сте вие тие кои што треба да одлучувате за мене, за еднината моја, на моите деца и на моите внуци. Треба да го прашате народот. Ако народот каже дека се сложува со вашите политики, тогаш јас ке се повлечам. Додека не ги прашате граѓаните што мислат за намерата која што сакате да ја направите, секогаш од тука ќе ги браниме интересите на македонскиот народ. И можам да кажам дека вие сте елементарна непогода поголема и од земјотресот во Сирија и во Турција што настана. Благодарам.